Директорът денеска беа доделени грантови за самовработување за лица со инвалидитет. Кажете ми за овој проект и за неговата реализација. Уште во текот на 2014 година ветивме дека ќе им помогнеме на лицата со инвалидитет, дека ќе им возможиме да бидат само со самовработување, значи да добијат можност за самовработување со одредена сума на пари. Така да во 2015 година дојде време на реализација на оваа мерка и оваа мерка објавивме во текот на крајот на август и траеше буквално до средината на јануари. Кога се направи пресек, имаше недека над 170 пријавени лица со инвалидитет кои што сакаат да се самовработат. На крајот по сите обуки, елиминации, прочистување значи на квалитетните кадри, останавме со 100 лица кои што во наредниот период ќе добијат прво решение дека се избрани за мерката, а потоа ќе добијат и договор за вработување, како што се случи во текот на денешниот ден, каде 30 лица од тој оглас кои што ги завршија сите обуки, ги завршија сите елиминации, оценки на нивниот бизнис, ги добија решението, така да во наредните 5-6 дена ќе добијат договори со кои што ќе бидат буквално веќе во фаза на реализација на компанијата, бидејќи компанијата ќе биде регистрирана, бидејќи на договорот стои компанијата и лицето основач кој што е апликант кај нас. И во текот на јуни месец ќе ги подигнат средствата за кои што имаат аплицирано, односно пред се за самото инвалидно лице 300.000 денари, значи ефективно некаде 270.000 денари ќе може да ги користи и дополнително 92.000 денари, односно 184.000 денари доколку се дополнителни две лица, односно вкупно некаде грубо околу 480.000 денари, најмногу за почеток на бизнисот, со тоа што потоа им следуваат и другите работи согласно законот за вработување на инвалидни лица, тоа е можност за адаптација на работно место, можност по исполнување на 9 месеци платени придонеси и плати да аплицираат во посебниот фонд за дополнителните средства кои што следуваат, тоа се 20 просечни плати за лице кое што не е во количка и не е 90% слепо, односно 40 плати доколку тоа лице е во количка, односно на 90% соштетен вид, односно слепо лице. И тоа во сума некаде на пари изнесува околу 440.000 денари за 20 плати, односно 880.000 денари за доколку се работи за втората категорија. Огромен успех имаше и проектот Македонија вработува, каде што беа вработени над 18.500 лица. Каков беше бенефитот од овој проект, не само за компаниите, туку уопшто и за целата економија? Пред се, кога ќе вработите една голема група на луѓе, и тоа во многу краток период, тоа е некаде за 365 дена, и пред се ќе учествуваат сите типови на компании, значи од микро до, да кажеме, до најголемите компании, и сите тие пред се гледаат голем бенефит од целата работа, но од друга страна државата гледа другиот бенефит, значи зголемена потрошувачка, плати кои што ќе ги добијат на наместници самите вработени, едноставно ќе се зголеми самата потрошувачка кој што индиректно влијае на економијата, намалуваш во делот на социјалата, некои луѓе кои што можеби биле, да кажеме, во сивата зона стануваат легални, стануваат доходовни за државата во која што живеат. Така да тоа е еден затворен круг кој што можеби државата во почетокот има загуба на средства, но на долг рок државата има позитивно финансиско салдо. Кои други активни мерки на Агенцијата за вработување се реализираат во овој момент? Пред неколку дена заврши вториот циклус од огласа за самовработување со грант од 3.000 евра. Некаде имаме околу 650 пријавени, над 580 мислам дека имаше пополнени прашалници, така да во текот на наредните денови ќе се докомплетира списокот да видиме колку вкупно прашалници има пополнето, значи до петок треба да ги пополнам прашалниците. И потоа ќе одиме со првата фаза, првата селекција, врз основа на одговорените на прашалниците, ќе ги направиме првиот распоред на лица кои што ќе одат на втората фаза, тоа е обука која трае 4 до 5 дена зависно од, да кажеме, напредноста на самата група, на целината на таа група, бидејќи имаме групи каде што им треба 5 дена, на некои групи им треба 4 дена да го апсолвираат материјалот кој што ние им го нудиме, бидејќи тоа се целодневни 8-часовни обуки и се стварно тешки. Потоа тука се компјутери и странски јазици за млади до 29 годишна возраст. Паралелно имаме преку ИПА-та за сите други категории, значи и на 29 годишна возраст. Тука се за кратко време ќе биде објавен огласот за со намалени, да кажеме, пропозиции, значи по една година на евиденција за Јава и за Дотнет, за тие што не можеа да учествуваат претходно бидејќи те се бараше една година евиденција, сега ќе може со само 3 месеци на евиденција. Се надевам дека ќе ја објавиме огласот за практиканство, финансирано од Аварма. Потоа
Имаме тука обука за познат работач кој што е континуирано отворено, за дефицитарни занимања, кој што исто така може за сите оние што немаат некој, да кажеме, немаат стручност, немаат занајд да научат нешто. Завршија огласите за CE категорија, завршија огласите за стари занајти, 20 лица се пријавени, 28 лица, од кои што 20 ќе можеме да ги едуцираме. За сите оние 6-7 стари занајти кои што ги објавивме. Во наредниот период остануваат само оние in-house обуки, бидејќи сето друго е завршено. И нормално ќе ги реактивираме огласите за мобилност на работна сила, бидејќи има слаб одзив од страна на работодавците. Делот на обука за вработени, кои што сакаат да земат дел од нашите обуки и да платат само 50% од вредноста на самата обука. И она што мислам дека доста луѓе се заинтересирани, тоа е обуката за обезбедување, обуката за туристички водачи, односно туристоколози кои што ги оди преку факултет за туризам на Република Македонија. Се поголем број на странски инвеститори доаѓаат во Македонија, постоечките компании отвараат и нови производствени погони во Македонија. Кажете ми, како вид на кадар бараат и дали Македонија има доволно квалитетен кадар за да го исполни барањата на странските инвеститори? Во Република Македонија имаме, да кажеме, почетен добар кадар, но немаме за сите потреби што ги имаат работодавачите. Бидејќи на стекот на годината доста од оние занаетски, да кажеме, занимања изумреа. Поради ниската цена на плаќање, поради несоодветните услови за работа, многу млади луѓе не ги продолжија занаетите, не отидоа на занаети, отидоа на нешто сосема спротивно. Но со само доаѓање на самите инвеститори, кои што бараат, да речеме, од менаџери па до инженери за програмирање, машински градежни, не знам, технолози и така натака, бараат и лица кои што се занимаваат со занаети. Значи, тоа се шиење, кроење, управување на машини, буквално на операционализација на работно на производна лента, значи буквално сето она што можеби истекот на овие 26 години, да речеме, транзиција некако замре, некако се тргна настрана. Но со само да странските инвестиции заживуваат, иако не можеби за почеток имаме за старт доста луѓе кои што се добри да почнат операционализацијата на инвестицијата, но со текот на време ќе треба да обучуваме и дополнително број на луѓе, а воедно и образованието да не следи се што ќе се бара во наредните 4 до 5 години од страна на работодавците да може да се обезбеди на пазарот на трудот. Јас ги поздравувам странските инвеститори кои што веќе почнаа да соработуваат со дел од средните училишта, технички училишта претежно, почнаа да соработуваат со техничките факултети и едноставно да ги насочуваат за нивните идни потреби кои што ќе ги имаат во нивните компании. И тоа е еден добар мотиватор за сите оние кои што доправо избираат професија, доправо избираат какво средно училиште ќе учат, да разгледаат што се бара на пазарот, да видат кои се платите на пазарот, бидејќи не секогаш она што во јавноста кружи дека платата е волку и толку е реално таква. Некогаш многу е повисоко него на што се пренесува од човек на човек. Така да статистиката има доста информации, може да се проверат тие податоци, јавни се. Нашиот веб портал кој што има доста позиции објавено, може да се види какви се платат тие позиции, колку се плаќа, колку е работното време, така едноставно да сите оние кои што бараат работа и бараат идна професија видат дали се заинтересирани за таа професија, можеби навидум делува тешка, делува прљава, но сепак некогаш носи задоволство, бидејќи не се сите луѓе предодени да бидат правници, економисти, да бидат филолози, филозофи, не знам, бизнес администрација. Некои самиот талент ги предоди да бидат и механичари, да бидат и автолакери, да бидат и управувачи на производна лента, да бидат асемблери или составувачи на снопови на жици за автомобили. Бидејќи тоа ќе ги прави радосни, бидејќи тоа е талентот кој што натрешно го тера да биде тоа што треба да биде и таму ќе биде успешен, можеби ќе почне како обичен составувач на снопови на жица, за 5 до 6 месеци, можеби година да доскокне едно скалило со текот на време и повеќе скалила, бидејќи квалитетни луѓе секогаш се обновуваат на сенското место. На крајот на минатата година забележавме историски најниска стапка на невработеност во последните 10 години од 24,6%. Кажете ми, дали очекувате овој тренд да продолжи и до крајот на годинава? Точно така, четвртиот квартал за 2015 година го донесе најнискиот процент на невработеност во Република Македонија. Јас се надевам дека трендот кој што продолжи во јануари, февруари и март ќе донесе дополнителни намалувања. Го чекаме само извештајот на статистика, да не каже каква е таа бројка. Инаку воедно на нашата евиденција се гледа дека имаше мал пораст во текот на
декември, јануари, на сите оние луѓе што станаа без работа од Југуновце, значи од Југохром, што станаа без работа од страна на двата рудника, но со текот на време видовме дека делот тоа невработено се стабилизира, дека оди пак во позитива, значи се зголемува бројот на вработени, но мора да нагласам дека доста странски инвестиции кои што ги планира инвестициите и почнаа некаде после јануари, дополнително ќе влијаат да се намали овој процент на невработеност, иако имавме, да кажеме, процент на зголемување на лица кои што станаа без работа, бидејќи пазарот на труд е жива материја која што во момент се менува. Се надевам дека статистика ќе се занојде со новата бројка, ќе видиме колку е разликата, можеби нема да има, може ќе има разлика од четвртиот квартал, но сепак од она што го гледам како флуент, значи како движење на пазарот, мислам дека ќе има дополнително намалување на невработеност. И за крај, директоре, колку политичката криза во државата влие врз компаниите, односно дали веќе се воздржуваат од вработување? Зависно од компанија до компанија, од бизнес до бизнес, односно од големината на самата компанија, од сигурноста на производот што го произведуваат и пласманот, значи пазарот што го имаат. Така да можеби некој подзакасне, можеби некој малку тактизира, но мислам дека бизнесот си го прави своето, значи притисокот на клиентите, притисокот на крајниот производ си го прави своето и мислам дека и оние компании кои што тактизираа веќе нема да тактизираат бидејќи притисокот на времето е голем. И мислам дека сите оние што планираа инвестиции, оние што планираат зголемување на својот обем, ќе го почнат тоа, иако можеби политичката криза делуваше на дел од нив во даден момент на несигурност и на, да кажеме, на неизвестна иднина, но мислам дека од повеќе видоа дека тоа си е политика, бизнесот не зависи од тоа, мислам дека нареден период ќе продолжат да инвестираат, да ги отворат работните места, да отворат компаниите, на крајот сите ќе имаат задоволни. Како ние, како држава, работниците што нешто работа и работодачи со добар профит.